Господине Федри Исмаили, ви благодарам тоа што сте присутни денес овде со нас. Вие имате почест контакт, предпоставувам, со граѓани кои што го имаат овој проблем. И ова последното што го кажавте во вашиот исказ, всушност ни дава аларм дека ако се сака, тогаш се може. И сега моето прашање би било можеби малце така шкатливо, меѓутоа бидејќи вие контактирате со граѓаните кои што се залутани низ институциите и низ целиот овој систем, барајќи решение на својот проблем, дали сакам да ве прашам дали сметате дека финансиската состојба на овие граѓани и образованието исто така влијае во овој процес, и ако се има предвид фактот дека во последните неколку години видовме дека во Република Македонија државјанство може да добие секој кој што ќе плати. Во исто време странците знаат да имаат и бегалците знаат да имаат подобар статус. Видовме како се добиваат пасоши и така натаму. Дали имате аларм од страна на одредени граѓани дека можеби нивниот проблем со одреден финансиски надоместок некаде би можел да се реши? Односно, дали ви алармираат дека тоа што немаат доволно финансиски средства да си платат е една од причините за тоа што не можат да си го решат проблемот? Ви благодарам. Благодарам, доста добро прашање.